Господине Здравков, што се случило денеска? Добро, почитувани медиуми, особена чест и задоволство ме денес што Штип како центар на источниот регион е домаќин на еден настан кој што го координира Агенцијата за храна и ветеринарство, односно настанот е една презентација на една стратегија за управување на популацијата со кучиња, како на оние бездомни кучиња, така и на кучињата миленици, со цел да се презентира еден нов пристап на управување со кучињата, односно со домашните миленици. За таа цел овде со нас се експерти од Агенцијата за храна и ветеринарство, представници на општините, каде што ќе има една презентација и работна средба во насока да се актуализира овој проблем и да се презентираат новите планови и начини на управување со популацијата, односно со кучињата, и како и скитниците, како и оние домашни миленици. Источнопланскиот регион во овој контекст, како што зборувавме и претходно, има изработено и проектна задача за изработка на техничка документација и визибилити студија за стационар за кучиња скитници, така да некако се поклопуваат активностите на двете институции и се надевам дека денеска имаме еден одличен настан каде што ќе извлечеме многу поенти кои што ќе бидат корисни понатаму за справување со овој проблем. Спомнавте стационар, каде ќе биде локацијата и кој ќе бил капацитетот? Така, источнопланскиот регион веќе аплицираше на повеќе програми со цел да се направи визибилити студија и техничка документација за изградба на регионален стационар. Самата визибилити студија ќе го даде одговорот дека каде ќе биде локацијата на стационарот, така да по обезбедување на средствата за изработка на овие нова техничка документација ќе знаеме понатаму во текот на настаните каде ќе биде локацијата. И капацитетот, претпоставам. Секако и капацитетот. Колку би бил износот за целата за овој проект? Проценетата на вредност на концептот за визибилити студија и техничка документација е 5 милиони денари. Кога би се започнало? Се надевам дека во текот на овие месеци ќе добиеме извор на финансирање за до крајот на годината да добиеме договор за оператор кој што ќе почне да работи на документацијата. Доколку се оди како што треба, за колку време би било тоа готово или за колку време би почнал да профункционира? Се надевам дека техничката документација, како што кажав, откако ќе добиеме договор, ќе биде готова во текот на наредната година, за потоа понатаму да имаме еден правец и да обезбедиме извори на финансирање за изградбата на стационар. Хвала многу. Помеѓу двете камери. Само име и презиме во. Тања Ристевска-Оловска, биде раководител на секторот за инспекцијски надзор во Агенција за храна и ветеринарство. Се спомна дека ќе се изготви стратегија, што говорат досегашните искуства? Видите, во рамките на системско и одржливо управување со популацијата на бездомни кучиња, Агенцијата за храна и ветеринарство за прв пат организира еден ваков настан, каде што се вклучени сите релевантни институции и чинители, односно во оваа нова стратегија која што ја правиме за управување со популацијата на бездомните кучиња, но и на собственичките кучиња. Вклучени се и Агенцијата за храна и ветеринарство како координатор на целиот проект, Министерството за локална самоуправа, ЗЕЛС, Ветеринарната комора, Ветеринарниот факултет, Министерството за животна средина и просторно планирање, како и Сдруженијата за заштита на животни, граѓанскиот сектор и сите активисти. Вклучувањето на сите овие институции е неопходно за да се реши проблемот и конечно имаме еден, да кажам, нов пристап во кој што од почетокот сега оваа работна група ќе направи едно мапирање, односно ќе направи детална анализа на теренот, одиме по сите региони. Денеска сме во источниот плански регион, од каде што локалната самоуправа, присутните инспектори од животна средина, комуналните инспектори, ветеринарните друштва од овој регион
како издруженијата за заштита на животни ќе добијат насоки како да ги изработат овие податоци. Врз основа на тие податоци ќе се направи детална анализа и ќе се направи еден вид на стратегија за тој регион, за тоа што секој регион си е различно, населените места се различни, различно е значи во урбана средина и во рурална средина пристапот за управување со популацијата на бездомни кучиња и поради тоа откако ќе се направи детална анализа, ќе се направи и стратегијата, а врз основа на 8 стратегии ќе се добие една национална стратегија. Да, што говори до сегашното искуство? Каде е најголема фреквенцијата на бездомни кучиња, односно случајот со напуштање на домашните миленици? Во кој од 8 региони? Сега ги собираме податоците, меѓутоа во сите региони можам да кажам дека е еден генерален проблем, а тоа е неодговорното сопствеништво. За жал, свеста кај луѓето во однос на чување на миленици е многу ниска и секојдневно се соочуваме со напуштање на миленици, како на возрастни, така и на цели легла. Тоа се најмалку по 10 кучиња дневно на улица повторно. Што предвидува новиот закон за овие кои што ги напуштаат? Новиот закон предвидува драконски казни за напуштање на миленици, за мачење, измачување и за има неколку членови кои што се однесуваат на висока парична казна од 5000 евра, особено за напуштање на миленик, после што следува и трајна забрана за чување на миленик. Секој што ќе го напушти миленикот повеќе не може да чува миленик, затоа што сметаме дека главната причина за појавата на голем број на кучиња на улиците е неодговорното сопствеништво. Фала, професора. Добре. Само име и презиме. Добар ден, јас сум Владко Илиевски, професор на ветеринарен факултет во Скопје. Што говори вашето искуство? Па моето искуство зборува дека ние треба перцепцијата за овој проблем да ја смениме во нашето општество и затоа во оваа нова стратегија се обидуваме да примениме нови индикатори со што ќе го пратиме овој проблем. Перцепцијата е од аспект на тоа да ние треба да ги пратиме изворите на нови кучиња, заради тоа што цело време зборуваме за бездомна популација, воопшто не обрнуваме внимание уствари на вкупната популација во државата, посебно во општините. Така да во новата стратегија ние ќе се обидиме да покажеме некакви мерливи индикатори кои што ќе морат во континуитет да ги пратиме за да можеме да знаеме како популацијата на кучиња се развива во Македонија. Например, обично тоа го прашуваме како еден трик прашање во смисла на тоа секогаш знаеме например колку жители има општина Штип, а дали знаете колку жители има како кучиња во општина Сплит, како вкупна бројка. Значи, од 2018 година во Македонија се врши микрочипирање и тоа микрочипирање треба да биде јавно, во смисла на тоа да сите оние релевантни институции во општината кои што се бават со таа проблематика, да го знаат тој број и да знаат во кој правец се развива таа бројка. Да, вашето искуство што говори, дали имаме некои конкретни бројки за околу тоа, колку во Македонија, еве да речеме, во моментов или во овој период има ваков проблем со вакви кучиња, например? Видете, бројките се тие се релевантни, меѓутоа релевантни, врз основа на нив треба да ја правиме стратегијата. Например, доколку општината или регионот сака да направи некакво прифатилиште или азил да кучиња, треба да знае например фреквенцијата на некастрирани нестерилизирани кучиња во општината, за да може да знае дека во идниот период колку нови ќе се појават. Потоа треба да имаме посебна стратегија за руралната популација, во смисла на тоа дека руралните средини исто така имаат кучиња кои што воопшто не се под ветеринарен надзор. И тоа мора да го ставиме како посебна алатка во целиот систем. Нашата култура на живење знаеме дека секоја рурална средина има кучиња, нели, фарма или било кој објект во село мора да има кучиња, али тие мора да бидат под надзор, да знаеме како се размножуваат, нивниот број како се движи, да можеме да спречиме нови појавувања на кучиња на улица. Отколку ќе биде изготвена стратегијата, ако оди се како што треба, од кога би требало да почне да действува, да се практикува фактички? Видете, овие состаноци се многу добро организирани временски, заради тоа што сега се припрема новиот закон за благосостојба на животни, каде што оваа проблематика ќе биде офатена и обично општеството мора да се припреми за новите одредби во законот кои што ќе влезат. Мора да кажам дека и во Европска унија за прв пат се појави закон за благосостојба на животни од оваа година, каде што некои од овие одредби ќе бидат ставени во нашиот закон и тоа е многу битно да можеме да ги пратиме тие случувања во Европска унија. Например, една од одредбите која што е интересна е дека секој одгледувач кој што сака да го пушти во промет својот производ, значи кученце мора да има одобрување од ветеринарната инспекција за здравствениот статус на тоа куче.
Да. И кога сето тоа би профункционирало вака релативно? Па не знам кога законот ќе биде донесен, би требало паралелно со новите одредби од законот и оваа стратегија да биде имплементирана во општеството. Фала на